Дали некогаш сте се запрашале како треба да се однесувате доколку има земјотрес, а вие се наоѓате на затворено? Најважна работа која не треба да ја правите кога има земјотрес е да трчате во паника кон излезот. Она кое што треба да го направите е да ја покриете и да ја заштитите главата со рацете и да се засолните. Но кое е правилното место да се засолните? Откако ќе се оддалечите од прозорците што може да се распрснат од земјотресот и да ве повредат, засолнете се под најблиската маса, односно биро, или застанете во близина на носечкиот столб и покрите ја главата со раце. Откако ќе заврши земјотресот и ќе проверите наоколу дали вашите блиски или колеги се добро, полека и без паника напуштете го местото, но никако не треба да користите лифт, бидејќи може да биде оштетен од земјотресот, а вие да не знаете за тоа. Откако ќе ја напуштите зградата, упатете се на отворено што подалеку од згради, бандери и работи кои што можат да се урнат врз вас. Најбезбедно е да поседите надвор некое време и да не се враќате назад во просторијата, затоа што може да има и други последователни потреси. Но што ако се случи дел од просторијата да се урне и да останете заглавени под урнатините? Доколку се најдете заглавени, најважно е да ја покриете устата со ткаенина, за да можете да се заштитите од вдишување прашина и со некој предмет да чукате по блиските елементи за да направите звук кој што ќе можат да го чујат спасувачките екипи. Важно е да запаметите дека за време на земјотрес, паниката е вашиот најголем непријател. Доколку трезвено ги примените сите совети и насоки од ова видео, имате поголеми шанси да останете неповредени. Бидете подготвени.